И впрочем на сите треба да ни е познат авторот, од тоа што го чувме сега, знаеме за каков човек, за каков автор станува збор. Прв пат со неговото име јас лично се сретнав во Австрија, каде што живеам и каде што всушност неговите книги се бестселери. И ова можноста вечерва да ја промовирам книгата ми се виде како можна одлична случајност. Всушност кога сме на темата случајности, исто така денеска ноќна вештерките, одлична вечер да се почне еден ваков жанр да се чита, така што една препорака од мене. И кога сме на темата случајности, сакам еден краток извадок каде што исто така се зборува за случајноста во истрагата и се тематизира. Ќе прочитам само кратко. Дека Ван Ветерен, кој што го спомнавме, кој што е главниот протагонист детектив, вели дека ако нешто научи во оваа работа, тоа е дека во светот има повеќе врски отколку што има честички во Вселената. Значи најтешкиот дел е да се најдат вистинските. Така што верувам дека се ова некои врски кои што се конектираат и поврзуваат. Ќе споменам дека авторот ги добива овие 3 крими награди во Шведска 94-та, 96-та, 2007 година, Нордиската награда во 2000 година, исто така за крими романи на дански јазик преведени во 2007 и 2015 година и Европска награда Рипер за крими романи за целоскупното творештво е тоа. Исто така овој роман, кој што е првиот од оваа серија, добива шведската награда за крими роман дебитантски. И додека го читаме романот, она што е карактеристика главна е всушност дека вие се ставате во самата истрага. Еден прекрасен худанит, една мистерија која што се разрешува, која што не разочарува до крајот. Еден page turner, кој што јас го прочитав во 2 дена и кој што нема да сакате да го оставите. Така што структурата на романот се состои од 3 дела, поделена се случува во текот на неколку дена, всушност на 2 месеца, и поделена на 3 дела, структурно. Хронолошки се опфаќа овој период на истрагата и понатаму се ископува во минатото. И препорака исто така е да се прочита колку што е можно со оглед на тоа колку ликови се појавуваат во делото, да се прочита што е можно побрзо. Исто така нема да сакате да оставите и да ви биде посвежо од истото. Препорака е да се прочита побрзо. Ван Ветерен е лик кој што како главен протагонист се појавува онака како што треба, некаде во 30-та страница. Тој е неконвенционален детектив, меланхоличен, решава според, така е представен 19 од 20 случаи. Тука има некои маркери кои што јас ги забележам, кои што ме потсетија, например, постојано користење на чепкалки некако ме потсети на лижавчето на Коџак. Неговото играње на бадминтон е нешто кое што Шерлок, например, го прави со свирењето од виолина. И исто така неговиот однос со Минстер е исто така оној Вотсон, кој што цело време му е не само подреден на неговиот ранг, туку исто така подреден на неговите умствени способности, затоа што се работи за еден интуитивен детектив и неговата интуиција дори ги надминува границите на правдата, која што во некои случаи во овој роман знае да заташка. Како детектив кој што значи треба да го реши овој случај, тој самиот има проблем. Има прво едно проблематично минато, една трагедија која што се има случајно во неговото минато. Има проблем со синот кој што има проблем со законот. Така што и има проблематичен еден специфичен однос со жената која што постојано го напушта и постојано се враќа. И како капак на се има и едно болно куче за кое што треба да се грижи. Сето тоа укажува на неговата, мислам, го гради карактерот и ликот на овој детектив, кој што понекогаш е спомнат и како мумија, од некој е карактеризиран како бездушен, кој што ретко ги искажува своите емоции, но во однос на некој од лицата кои што ги истражува, покажува некоја нова доза, дори се чуди кога искажува емоција спрема некој луѓе, тој се чуди зашто му се јавуваат овие емоции. И сето тоа, кога ќе се поврзе со атмосферата на романот, го дава оно што типично, обично се нарекува дека е скандинавска атмосфера или ваков тип на скандинавски трилер. Дејството е градот, всушност, Мардам, не постои,
ова е една локација која што е инвенција на авторот. Во ниеден момент не се спомнува точно во која земја се случува, секако ние по предпоставка предпоставуваме каде би можело да биде и по атмосферата и по описите. Меѓутоа и секогаш по самиот автор секако не наведува на помисла, а на крајот на криштата и можеби тоа се тематизира и дали е навистина важно, мислам, кога имаме една ваква приказна, дали е навистина важно да се фиксира во одреден локалитет. Но атмосферата, мора да кажам, постојано е темно, магливо, секогаш има сиви облаци, мочуришта околу карпести предели, светлината не се пробива, не престанат доште, сонцето изгледа студено и оддалечено, постојано удира ветер од морето и се насеќа мирисот на зимата во воздухот и се чини дека на градот не му пречи да стане од кревет, значи една поспана, една таква мрачна атмосфера која што сосема одговара на сюжето на овој роман. Која е приказната, без да ви откријам ништо, само морам да ја кажам за да имате представа. Значи, Јанек Матијас Митер, I just mentioned that I will not spoil, and I also told you this very importantly. Јанек Матијас Митер се пробудува не сеќавајќи се на своето име и откривајќи дека бањата е заклучена од внатрешната страна. Тој ја пробива и наоѓа неговата жена со која што е земен 3 месеци како лежи наопаку во кадата мртва, удавена. Не е сигурен и самиот дали е убиецот. И што е најбитно и што мене ми е интересно кога доаѓа полицијата да го истражува, тој е еден сосема равнодушен, дури едно време и прифаќа дека можеби е. И тука се тематизира едно одново раѓање, еден нов лик. Човекот не се сеќава на себе си, може да биде кој и како и да е. Меѓутоа, како што полека почнува да се сеќава на оние работи од неговото минато, толку се повеќе се откажува од сето тоа. На истиот овој начин на откажување го имаме и кај главниот истражител кој што треба да го реши случајот, кој што впрочем прво знае дека има интуиција дека ќе биде погрешно протолкуван. Вакво откажување се јавува од понеможноста да го најде клучот на мистеријата и всушност борбата во романот на ликот, освен пронаѓањето на убиецот, е борбата со самиот себе да се опстане и понатаму да не се откаже во овој криминален случај. Она што е во романот, значи, се префрла дејството во судницата, значи имаме парница, истрага на сведоци, има многу ликови се јавуваат од минатото, како духови се појавуваат нови луѓе и секако неизбежно за ваквиот жанр тоа е пресмртот. Друго што би сакал да кажам за овој роман, освен овој темата што мене лично ми се што ги забележав едни теми во овој роман, една тема која што се провлекува, односно основната тема која што лежи зад сите овие криминали, односно зад овој криминалистички жанр, се крие, тоа е темата на страста. Љубовта овде постојано се колеба меѓу животот и смртта, се тематизира бракот, се тематизираат вакви онтолошки моменти како до еден момент детективот се прашува дали постојам или не. Разрешницата е фройдовска, така што имаме психолошки лик и се тематизира религијата во многу случаи, во каде што исто така кај еден лик се среќава, значи, незината опстојност и понатаму да се биде верник и покрај сите несреќи што се случуваат и покрај сите злодела што се случуваат од страна на незините најблиски. А мислам дека и неслучајно е токму тоа што името на убиецот на кој што се сеќава обвинетиот е испишано токму во Библијата. И романот завршува со искидување на оваа страница и фрлање во корпа, така што мислам дека тоа е неслучајно за тоа што и оваа тематика се опфаќа. Значи ова не е само еден обичен криминалистички роман, туку има многу подтекстови кои што може да ги бараме со секоја различно исчитување, се разбира. Би кажал дека ова, мислам, би топла препорака за сите љубители на овој тип на романи. Нема да сгрешите во секој случај. Сите што се љубители на мистеријата и сакаат скандинавски трилери, ви
ја препорачувам Окото на свеста на Хокан Несер и на крајот само без да откријам ништо, морам да потенцирам само една од работите кои што по пат на дедукција доведуваат до тоа да се затвори убиецот. Всушност, како што во романот е испишано, тој е смртниот греф на нашето време, односно работата која што го доведува човекот, една од многуте, е всушност погрешно паркирање, односно престап за паркинг. И така што ова е уште една работа која што можете да видите дека е скандинавски трилер и никогаш не би можело да биде македонски роман, затоа што никогаш не би функционирало, не можеше да се најде убиецот поради овој проблем. Ви благодарам на вниманието и сега мислам дека би му препуштиле збор на авторот. We would start a conversation now. Would you like to read the excerpt now? Yes, I could do that. We can start by getting the right microphone. What I'm planning to do now is to read a few lines in Swedish, because I've heard so much Macedonian that I didn't get. So I'm going to wash your ears with a few lines in Swedish. But don't worry, you will have them translated immediately afterwards. And it's 25 years since I wrote the book, but I'll do it by heart still. I'll give it a try. It's in the middle of the book, and somebody is just realizing that he has, I would guess, 55 seconds left to live. He's dying. And this is what happens to him just before he dies. And now this is Swedish. Det sista som kom till honom var en bild. Bilden av döden var det, och det var en högst personlig sanning. En oxe och ett kärr. En oxe som gått ner sig i ett kärr, som sakta sjönk ner i dyn, in i döden. Det sista som kom till honom var vattnet som slöts över ögat. Sådan var den sista bilden. And now in Macedonian, I forgot a few lines, but never mind. You didn't notice. Последното нешто што дојде до него беше слика. Стара слика, која некогаш можеше да ја наслика самиот или да ја земе од книга. Тоа беше слика на смрт и тоа беше многу лична вистина. Вол и мочуриште. Ова беше неговиот живот. Вол што пропаднал во мочуриште. Тонејќи бавно во калта, тонејќи бавно во смрт. And we have the translator here in case people didn't notice. Thank you for doing this. Thanks a lot. Translators are usually underpaid. It's a lousy job, but that they still do it. And we writers, we rely on the translators. I have at least 30 different translators in the world, and they work for too little salary, really. But thank you.